Танго во ноќта, тоа е она во што утре вечер ќе уживаат гостите, струмичаните кои што ќе дојдат тука во Центарот за култура Антон Панов за да ја погледнат, слушнат и уживаат во виртуозноста на четворицата музичари кои што тангото и ритамот на тангото ќе го донесат тука во Струмица. ТВ канал ВИС дојде на нивната, претпоставувам и последна генерална проба од она што нашето уво можеше да слушне, ветува многу утре вечер овој настап, кој што според она што е планирано треба да трае и подолго време. Тони Пецанов, струмичанецот кој што е еден од иницијаторите за ова музичка активност, ќе ни каже нешто повеќе отколу самата идеја како токму во една јануарска ноќ тука во Струмица да се слуша тангото. Тони, добре дојде во вестите на ТВ канал ВИС. Како дојдовте до идеја за овој настап? Идејата беше долго реализирачка, така да крајот спонтано се реши кога да биде точно. Така да оддамна бевме со Роберт аплицирали за Министерството, така да го добивме проектот и се собравме некако четворица, така да тој проект беше за 5 души планирано, добро исто сме четворица. Да. А што е потешко, самата идеја, собирањето на четворица музичари од различни страни или финансите? Апсолутно, се тоа. Вежбањето е најлесен дел наш, другото се ни е потешко. Така. Во што ќе може публиката утре вечер да ужива? Значи, утрешната ноќ е посветена на Астор Пиацола на Танго Нуево. Така да Танго Нуево е еден од правците на тангото кој што и на кој 1900 тој е револуционерот на тангото, всушност Астор Пиацола, кој што го воздигнал ниво кој што до ден денес се свири и се слуша. Така, вие лично и самиот имате присуствувано и престојувано во земите од Латинска Америка, од каде што всушност се раѓа тангото. Дали се уште тој култ кон тангото го негуваат латиноамериканците и колку тангото успешно вирее тука во Европа? Популарно е тангото. Моментално во Европа е една од најпопуларните игри што се игра, што се свири, што гостуваат луѓе од Аргентина да ја свират, што значи, за во Аргентина исто така, значи тоа е еден од да кажам доблестите на тие луѓе што таму постојано се свири. Една од добрите страни е што таму луѓето се активни, го свират, го играт, значи таа е дел од секојдневието, тоа е многу битно. Да, дали често знае на улица да се сретнат луѓе кои што уживаат? Мои колеги беа во Буенос Ајрес на самиот плоштад, значи тоа е нивна традиција. Ги дочекува гостите од цел свет на плоштад и така. Така. И што имате да им кажете на гостите, на гледачите кои што еве сега се со програмата на ТВ канала ВИС пред вашиот утрешен настан? Па ги поканувам сите кои што можат да дојдат, мислам дека нема да сгрешат. Освен во виртуозноста на Тони Пецанов, струмичани утре вечер ќе имаат можност да уживаат во виртуозноста на уште еден сожител, струмичанецот Роберт Цеков, кој свири на виолина. После колку време е овај повторен настап ваш во Струмица? Така, драго ми е оти можам да свирам тука пак, во родниот град. После доста долго време, јас изгледа секој 10 години нешто правиме. И најчесто кога доаѓам на лето си, доаѓам да се одморам од активностите и така и од зафатеноста. И така, поводот беше оти така во една посета во Холандија, имавме, јас моментално живеам долго време веќе во Холандија, во Амстердам, свирам таму во операта и балетот. И една посета на Тони Пецанов таму, имавме организирано неколку настапи, концерти. И така некако почна пак идејата да се активира. И така викаме, ова врста на музика и пијацола, веројатно, не знам, никој пат не дојдела тука у Струмица, па ајде да така, сакаме да пробаме со некоја нова врста на музика и нова традиција, така. Така. Колку овој вид на музика живее во Амстердам, во Холандија?
Па во Амстердам има многу националности, кои многу и латиноамериканци и аргентинци, они имат своји клубови, ресторани и све. Али едно од честите активности се танго салони, значи имат по многу убави места со жива музика и тоа личи малце као од минатиот век традиција, но многу елегантна и убава традиција за дружење и за ширење на култура, уметност и така. Инаку танго тоа е, да, тука малку се знае за тој танц, е многу така емотивен, да. Така, тоа е европејска традиција која израснала во Јужна Америка, далеко. Како за црнците што се појавил блузот и джезот, тоа е за европејците кои отишле во Америка и направиле така некоја традиција, но е многу така уметнички, елегантен. Има некоја многу добра хиерархија измеѓу мажот и жената и некој многу убав баланс. И тоа е целата уметност во тангото. Но и некако е и филозофија на живот, тангото. Со сите своји емоции, радости, жалости и сите други. Така. Многу добар вентил за емоции и за на луѓето, така. Рековте дека свирите во опера и балет, дали на вашите колеги со музичари го имате isfriено македонскиот седумосменски так, дали знаат, дали уживаат во македонската музика? Јас помеѓу другото свирам доста често со разни ансамбли таму, за секаква врста музика, од црквена музика до фолклорна и така. Имам често настапувано со наш фолклор, но помеѓу другото има многу различни нации, таму има и румуни, маđарски, така јас некој пат свирам и маđарски, и румунски, но и македонското никако не го изоставува. Да, се негува ли македонската култура, македонскиот фолклор од вас, нашите што сте таму? Ние пробаме да го негуваме со луѓе од мојот познанички круг. Често пати кога ќе се собереме, доаѓаат некои со инструменти, гитари, армоники и тогаш почнува и се пројавува и нашиот фолклор нормално. Не може без тоа. Ке се така, имаме некои собири тука и таму. Сум настапувал исто со познати македонци, музичари кои доаѓаат таму, гостуваат. А љубопитни ли се холандјаните да присуствуваат на вакви собири и колку преку амбасада или преку Македонија може да финансирате месечно концерт на македонска национална музика? Тоа се дешава повеќе од приватни луѓе што викаат по некој пат некои наши групи, така, реномирани групи ќе дојдат. Али бившиот амбасадор Никола Димитров, он правеше многу, значи за тоа повеќе со наши како Владко Стефановски и други доаѓаат многу. Но нажалост сега амбасадите немат никаква влијание. Тоа се само индивидуалци кои од желба на носталгија и така прават нешто. Инаку јас познавам холандјани кои пеат, тоа се хорови кои пеат македонски песни. Јас со нив имам настапувано. Песните као Миле Поп Јорданов ги пеат на македонски. И тоа е многу интересно да се види колку нив им македонската музика им убава и така. Имат чак го фаќат и чувството и све. Така. Ние често знаеме да се ставиме себе си во подредена позиција, меѓутоа во однос на музиката и третманот на музичарот, можете ли да направите сега од оваа дистанца, од тука кога сте, претпоставам дека сте комуницирале со ваши колеги музичари, што недостасува на македонскиот музичар тука? Зборувам за музичарите кои што, нели тоа име позив, работат во опера и балет, и дали и каква е праксата и искуствата што ги имате од Холандија? Па да, не би можел така на брзина да кажам. Тоа е многу комплексно прашање. Но секако тука јас секој пат сум отворен и изненаден колку добри музичари има на толку мал простор. Значи, тоа го рекол и мојот професор говореше дека многу музиката некако живее во народот и е како да кажам, значи има многу квалитет кој не е откриен, но и не е промовиран. За жал
нашиот народ мислам дека треба многу повеќе своите да си ги цени музичари и да им дава многу повеќе шанси. А не мора тоа да кошта повеќе. Некој пат, да, мислиме оти тоа што е од странство е многу подобро, но не мора да значи тоа. А и нормално, и материјалите што ги имат сега во западните земји се инструменти и тоа е многу на повисоко ниво. Тоа не може да се спореди со тука. Но сепак со изградба на нови сали по Скопје, некако и тука се се подобруваат условите, се надевам. И за крај, што имате да порачате на публиката која што би дошла утре вечер во салата на Антон Панов? Па се надевам дека ќе има добар прием и дека така, малце емотивно, романтично, носталгично ќе направиме некоја атмосфера. Се надевам. Тоа е малце експеримент од наша страна, но така. И секако на овие двајца джентълмени на сцената друштво ќе им прават и Емилија Кабранова Филипова на пијано и Александра Чуруковска на контрабаса. Емилија, како дојде до овој состав? Како да, значи јас со Тони се познам многу години, уште од средно училиште, значи заедно бевме во интернат и заедно свиревме и тогаш. И за време на студии, значи, Тони беше голем ентузијаст, исто вака направи состав, пјацола свиревме, и јас дури не знам од кај ги наоѓаше он тие партитури, пошто знаете пред 10 години, може и повеќе, немаше интернет, значи немаше олеснителна околност да вадиме ноти од интернет, јас стварно не знам од кај ги наоѓаше, значи голем ентузијаст. Така имавме неколку настапи, после значи се разотидовме секој на свој пат. Па сега Пани се сретна на патиштата, не знам како беше, лани се сретнавме во Скопје, вика, ајде Емилија, вика да правиме состав, викам, ајде, знаеш, пошто и јас имам голема желба да свирам и така. Па малку имавме потешкоти да најдеме, значи, луѓе за овој состав, значи, кој од презафатеност, кој од неможност, некој не му се свига овој тип на музика, значи, малку имавме проблеми да најдеме луѓе, но еве сега се стопнивме. И така. Каде Емилија инаку професионално работи? Јас работам во Неготиново музичкото училиште, предавам пијано, а пред тоа имам, значи, работено во музичкото во Тетово и во Скопје, така како пијано соработник, исто и професор по клавир. Да. А како е интересот кај учениците за музичките инструменти и музиката воопшто во Неготино? Да, значи, општо сегде, пошто имам искуство во повеќе училишта, значи, многу голем интересот. За пијано, значи, ние имаме дури премногу ученици, мал број на професори, но се постигнува некако. Има и многу талентирани деца. Така, ти благодарам, Александра, и ти си дел од оваа музичка четворка која што утре вечера ќе настапи тука. Колку е интересно и дали се следите ноти или имате и простор за музицирање и експериментирање во она што го правите? Да, секако дека секогаш има простор за музицирање и уживање во музиката. Јас Тони случајно, не знам, ме побара за да учествувам во овој проект и со задоволство се нафатив и се надевам дека на утрешниот концерт ќе уживат публиката во нашата изведба. Така, дали ова прв пат вие да доаѓате во Струмица професионално? Па, професионално да. Иначе сум била и претходно. Така. И кој е вашиот животен позив, професионалниот пат, каде го одите? Па, моментално сум студент на факултетот за музичка уметност во Скопје и исто сум хонорарен соработник во Македонска филхармонија, па за понатаму не знам. Така, ви благодарам. Значи, почитувани гледачи, тоа беше представувањето на музичката четворка која што утре вечер тука во салата на Домот на културата Антон Панов ќе го донеси тангото во ноќта на сите вас кои што планирате утре вечер да ги помините саатите тука со тангото. Само ви посакуваме убаво уживање.